Извештајот со многу минуси за Македонија не е изненадување, ама срамот е голем. Редно време беше некој од надвор да им стави огледало на Илинденска за да се погледнат и реално да се огледаат она во што македонските граѓани се гушат со години: криминал, корупција, заробени институции, лавиринти како да дојдат до правда. За поранишниот антикорупционер Воислав Зафировски вината за катастрофалните оценки на Европската комисија е во тоа што судската и законодавната власт работат по музиката што ја свири извршната. Конечно вака отворено да стави огледало пред владата и да кажи: погледнете се, ова сте вие, ова е резултат на вашето работење. Дефинитивно сметам дека ваквиот пристап е нужен. Ние имаме ситуација во која законодавниот дом целосно е подчинет на извршната власт. Целосно е подчинет на извршната власт. И судската власт ја нема никаде. И таа е подчинета на извршната власт. Зафировски е дециден дека Македонија ќе се доближи до Унијата кога ќе почне да ги спроведува копенхашките критериуми, односно ќе има вистинска борба против корупцијата и криминалот и слободни институции кои ќе работат во интерес на граѓаните. Голем број коруптивни закони. Последен е овој за измените на кривичниот законник. Така што додека не се направи еден длабок рез, додека не се преиспитаат сите оние законски решенија кои на брза лента со европско знаменце се носеа во собрание, а немаат ништо заедничко со усогласување на македонското законодавство со правото на Европската Унија, ние само ќе се лажеме дека нешто правиме, дека нешто работиме или дека водиме некаква борба против корупцијата. Не. За борба против корупцијата е потребна политичка волја. Државата не можете да очекувате од ваквата состојба која што се констатира во извештајот на Европската комисија да ја извадат оние кои што ја довеле до тоа ниво, предупредува Зафировски.